Здраво, ова е 132-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа, која е избир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Mope на Лукас Хейн, во кој станува збор за двајца пријатели кои се запознаваат во порноиндустријата, Стив Драйвер и Том Донг, глумени од Нейтан Стюарт Джерет и Кели Срај, порноактери кои се наоѓаат на дното во хиерархијата на индустријата, меѓутоа се мечтатели кои сакаат да станат славни звезди во својата професија, да го живеат американскиот сон, составен од популарност, пари, жени и автомобили, меѓутоа, наместо да станат славни, тие се прославуваат по пакосните подвизи по кои ќе бидат запаметени нивните имиња. За да се конкретизира значењето на терминот Mope, ќе се послужиме од кајронот кој го најавува филмот, изваден од речник кој е доволно информативен за одбивното и апатично значење, ако се употреби поимот како глагол, но како именка во митолошки контекст означувал човек кој е потпанат на пролонгирани клетви на духови од низок ранг, што има свое соодветно преносно значење во делото, меѓутоа нас ни е клучна прагматичната дефиниција на овој термин во денешен контекст, што значи дека со Mope се именуваат луѓето во порноиндустријата кои се наоѓаат на дното, на талогот, подготвени да ги извршуваат најпореметените задолженија зададени од нивните режисери. Драйвер и Донг се планктоните кои се прехрануваат на рамниште на бездната на индустријата, запознавајќи ги насреде снимањето на букаке сцена, доловена со slow motion, со црвено светло и крешендо на опера. Небаре се состои од спортисти кои се наоѓаат пред решителен меч во кариерата. Помеѓу сериозниот пристап на амбициозните ликови и суровата реалност се развива тенденциозниот црн хумор, кој од минута во минута станува пооддалечен од императивот зацртан од двајцата безнадежни сонувачи. Без разлика на нивните полетни кариеристички амбиции, двајцата немаат некои посебни обележја, кои би биле нивни предиспозиции за издвојување од баграта на колеги, ниту пак некој јасен пристап и план за достигнување на зацртаната цел, со оглед на тоа што Драйвер е екстровертот, кој секогаш има план А до план З во азбуката и со секоја буква е поблиску до неуспехот, отколку до професионалниот просперитет. Драйвер го запознаваме како лик кој не води грижа за својата хигиена, неорганизиран, меѓутоа е мотивиран опортунист кој е опседнат со идејата да стане славен порноактер кој нема намера да се откаже од својата болна амбиција, неумоливо прескокнувајќи ја секоја препрека на која ќе налета. Наспроти него, Донг е реклусивен, повлечен, но доста способен веб дизајнер и програмер кој потпаѓа под влијанието на големите планови на Драйвер и заедно поминуваат низ најразличните стадиуми на кариерата, запознавајќи се со расипниците и користолюбивите продуценти. Драйвер и Донг се класични гикови кои сакаат обскурни порнофилмови на VHS касети, аниме, видеоигри, но ја избрале порноиндустријата како нивна професионална определба и во ниту еден сегмент на филмот гледачот нема да го добие мнението дека се доближуваат до нивната посакувана слава, меѓутоа ликовите се предадени на својот занес и не се свесни за спиралното тонење во амбисот. Покрај постојаното насилно деградирање од страна на околината, на Донг му е потребна пријателска заштита за професионалниот ангажман од страна на непомирливиот Драйвер, кој е горд на тоа што го работи, што е сосема доволно да врати малку самодоверба во неговиот пријател. Родителите на Драйвер се обидуваат да му дадат до знаење дека нема успех на професионално поле, продуцентите и режисерите постојано му посочуваат дека не го бива за работата, посебно не со неговите несоодветни идеи кои ги вметнува насреде снимање, како што се големите шепи. Расизмот и стереотипизирањето во порноиндустријата си го имаат своето место за маркетиншко профилирање и доближување на продуктите, но и под тие ригидни доделени улоги не успеваат Джеки Чен и Крис Такер да се докажат на дело, без разлика што се статисти во порнофилмови. Тие имаат ентузијазам да ги снимаат најодвратните фетиши во филмовите и да ги претрпат сите удари кои се потребни за пробивање на и таа веќе минускулна сцена која има аудиториум љубопитен за гледање на нивното омаловажување. Дейвид Аркет е соодветно освежување на актерската екипа во функција на успешен порнорежисер кој нема да биде импресиониран од делата на Драйвер и Донг, иако ќе им даде шанса да го разубедат.
Љубомората, менталната болест, непрофесионализмот, нескротливиот темперамент, несогледувањето на лимитирањето на способноста за изведување и дострел во професијата наспроти нереалните цели, ќе го тестираат пријателството помеѓу драйвер и Донг и секако дека судирот ќе биде преамбула која ќе доведе до нивното лично и професионално пропаѓање, фатализам сведен на одличниот крвав епилог, кој е црешата на шлагот, колку перверзно и да звучи тоа, кај што филмот допира до хорор жанрот со помош на специјалните ефекти, кои се потребни за прикажување на вистинската приказна, во која е убиен пријателот со помош на катана, кулминирана со медиумскиот рапорт за овие екранизирани случувања. Во музиката на Джонатан Снайпс, композиторот на жанровските остварувања Starry Eyes, Rebirth, Domain, Hunters, The Art of the Scare и Trespassers, преовладува амбиенталното напластување на синтесайзерот, со кој се доловува ретро призвукот и во рамки на наивната амбиција, но и во разорниот пад на ликовите. Режисерот Лукас Хейн веќе има искуство со снимање на голотија, со оглед на тоа што работеше на видеоспотот на Том Лев, Legalized Nudity, така што знае да се справи со нудизмот кога е ставен и во комичен и во сериозен контекст. Кинематограферот Брайан Коц, кој има работено на Релиш, Траума центар и голем број на независни филмови, за да ја интензивира динамиката на сексуалните сцени кои ги снима на рака, а оргазмите и кадрира во крупен план, не баре снима жанровски филм. Искористени се неколку монтажни секвенции од страна на Керн Секстон, кај што делото не се отклонува од замислата за портретирање на неуспесите на патетичните ликови, монтирани паралелно со наративот за лажна апологија која се проектира, но емоционалниот вртлок се постигнува во сцената во која пријателите, насред сексуален чин, си ги споделуваат фрустрациите еден за друг. Делото е далеку од квалитетите на Boogie Nights и поради хумористичните агенси се доближува повеќе до Blue Movies. Преупотребата на снимањето на рака, како и потпирањето исклучиво на начелата на пријателството на Драйвер и Донг, како и недоволното искористување на радикалната премиса, се анималиите на делото кое има известна градација кон лудилото. Во Холивуд е постојачка обсесијата за потребата за хуманизирање на антагонисти, но не знам колку гледачите ќе развијат емпатија за овие неуспешни епизодисти. Филмот беше прикажан на минатогодишниот Sundance, а потоа играше на Cinepokalips, Busan, но својата публика ја најде на европските жанровски фестивали Sitges, Fantasy Film Fest, Night Visions и Split Film Fest. Верувам дека дистрибутерот ќе си има маки со ширење на филмот надвор од филмските фестивали. Ова е филм за нижењето на неуспесите на двајца пријатели мечтатели, кои сонуваат за светски успех во порно индустријата, а не се способни да ги извршат своите задолженија како статисти. Филм за детеријацијата на една личност, која е обседната со болна амбиција и представува темпирана бомба за себе и за околината. Искрен поглед во немилосрдниот свет на порно индустријата, кај што на секој учесник не му е загарантирана светска слава, за кој има место во општеството на спектакл, но од сосема погрешни причини. Ако морам да го евалуирам, тогаш Моуп од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 132-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!